Дете падна во бунар длабок 10 метри во прилепското село Галичани. Неговите родители веднаш ја повикале на помош територијалната противпожарна единица од Прилеп и по брзата интервенција на пожарникарите тоа е извлечено од бунарот со помали повреди. Ова беше само една од вежбите на прилепските пожарникари, кои што тие ги прават почесто. Велат дека освен гаснењето на пожари, имаат и по 20 до 30 интервенции годишно, каде треба да спасуваат луѓе во вакви или слични ситуации, повредени планинари, параглайдеристи, планински тркачи и други лица кои најчесто се занимаваат со екстремни спортови. Последниот период сме имале неколку вакви слични несреќи во рурална средина. Би го спомнал тоа каде што пред 2 недели обезбедувавме даунхил трката на Топтаж, каде што во 2 дена имавме 2 повреди. Едната беше со скршеница на вилицата, другата со набиености на задните пршлени, каде што моравме лицето дури да го транспортираме и во положба која што го стекнавме, а тоа беше во лежачка положба на стомак. И така и го транспортиравме лицето, бидејќи се наоѓаше горе на високите ридови во непосредна близина на врвот Топташ на Шаторов камен. Но за жал, иако ТПП Прилеп има подготвени луѓе за вакви активности, нема соодветна опрема. Ова опрема со која се изведуваше вежбата е приватна. Пожарната има само 3 вакви комплети кои за жал не се атестирани и не се во употреба. Пожарникарите бараат подобри услови за работа. Спремни како одделение и како територијална противпожарна единица имаме капацитет, но немаме доволна опрема. Значи опремата ние се служиме со опрема застарена, али сепак се надеваме дека во иднина ќе биде тоа сето поправено и коригирано и така натаму. Што е тоа што недостасува? Па што недостасува, еве како што гледате тука имаме опрема за оваа дејност од јажина. Значи тие има одреден број на употреби, колку се тријани, колку се понатаму. Значи не може да се користи вечно едно исто. И сега ова што ја гледате опремата тука е, да речам, приватна. Имаме и службена, но не атестирана. Еве апел и тоа до надлежните. Таа опрема што ја имаме, барем да биде атестирана, некој да тврди дека таа е исправна, да не се случат немили настани. Моментално територијалната противпожарна единица располага со 3 комплети за спасување, но секако тие се со, како што спомна и командирот, со поминат атест, но секако тие би можеле да ги користиме само за вежбовни активности, кои што не значи дека во одредени ситуации можеме да помогнеме и со нив. Значи зборувам за некои ситуации каде што е контролиран ризикот, бидејќи оваа работа, секој излегување на терен, влегуваме со свесен ризик и навистина е најпотребна пред се психофизичката способност. И тука би можел да го напомениме тоа дека се додека личниот интерес е на прво место и не се гледа професионалноста и не се гледа за општото добро на сите граѓани, не можеме да одиме напред. Оваа показна вежба е само уште еден пример и доказ колку на еден град му се потребни вакви луѓе обучени за спасување во екстремни ситуации, кои што секојдневно го ставаат својот живот во ризик за да спасат друг. Но исто така е и доказ дека државата и општините треба да вложат максимални напори овие луѓе да ги имаат потребната опрема и потребните услови за работа.